Почитувани, пред нас е единствениот извештај што доаѓа на време во овој парламент, односно на крајот на годината, и јас, зборувајќи по претходните извештаи, напоменав дека имам голем проблем, зашто не знам со што да ги споредувам, бидејќи пред мене го имам извештајот за 2022, а сите извештаи други се однесуваат на 2021, а јас не можам да влезам во временска машина. Првиот заклучок од овој извештај е дека ако во 2009 година просечната оценка била 2,52, во 2022 е 1,61. Јас не велам дека грешката е само наша. Во оваа смисла и дискутирав на комисијата. Мислам дека е во прашање најдолгиот евроинтеграцијски маратон, дека многобројните извештаи со препораки за почеток на преговори од парламентот и од комисијата, но Советот вели уште малку треба да поработите, зборуваат и за отсуство на политика за Западен Балкан. Тоа отсуство јас го забележувам уште од чувениот самит Солунски. Инаку, единствената оценка, која што е петка во овој извештај, покрај многуте пониски оценки од единица или многуте двојки, е онаа за безбедноста и надворешната политика. Се разбира, во прашање е и себе оценка и на самата Европска комисија, може би е затоа висока, и се однесува, се разбира, во најголема мерка на нашето учество и работа во НАТО и на нашиот однос кон војната во Украина. Го гледам министерот пред мене и морам да споменам нешто. Мислам дека е крајно време да го подсети председателот на сематичната комисија за европска интеграција врз основа на материјалите што ќе ни ги достави за досега завршениот скрининг, оти да подсетам на последната заедничка средба, рековме дека час поскоро треба да разговараме за се што се случува во процесот на евроинтеграцијата. Значи, моја оценка е исто така дека продолжува дипломатскиот, односно езопов јазик на Европската комисија во овој скрининг, во овој извештај. Зошто е тоа така, се разбира, за да не одржи во евроинтеграцијска кондиција. Ќе споменам неколку поенти за кои мислам дека се важни. Прво, оценката за последните избори дека се конкурентни и дека фундаменталните слободи широко се почитуваат, ако ја споредам со она што е вообичаено во оценката на изборите, е далеку од фер и демократски. Да се разбереме, формулацијата фер и демократски избори значи европско ниво на спроведување на изборите. Тоа се уште го нема. Понатамо, бидејќи јас сум пратеничка и седам во собранието, се споменуваат интензивни дебати пред донесувањето на заклучоците, оние во однос на преговарачката рамка, и тогаш, и потоа, и сега повторувам дека немаше никаква дебата, а ние молевме за дебата. Меѓутоа, таа отсуствува, а тоа не е европски манир. Понатамо, се вели дека собранието и владата се обврзале да го изменат уставот, за да ги вметнат, еве го езоповиот јазик, граѓаните што живеат во границите на државата. Ела па разберете што значи ова. Прво, никој не може да се обврзе,
тоа го гледате денеска од француските прилики и неприлики, од грчките прилики и неприлики, сите се повикуваат на ние демосот, ние граѓаните. Суверенитетот извира од граѓаните, вели Макрон, по опомената дека се однесува како републикански монарх, односно дека манифестира своевиден бонапартизам, ама гледаме како се однесуваат граѓаните кон оние кои што вака се однесуваат кон нив. Значи, ни собрание, ни влада не може да се обврзат. Може да ветат дека ќе инициираат постапка и јас во оваа смисла не го разбирам новиот министер за правда кога им дава рокови на пратениците и на пратеничките групи и на партиите за да предложат членови во експертската група. Она што може тој да го направи е да дојде овде со предлог за измена на Уставот и да го провери мнозинството, за кое што пак оние околу него по телевизиите тврдат дека го имаат и дека сите ќе гласаат. Мислам се разбира на фамозните изјави на првиот заменик премиер. Понатамо, се вели дека со право е потребно правилно планирање без календар нема, зашто календар не е она што председателот зад мене го прави и го кажува, и консултации за да се ограничи употребата на скратените постапки. Се додека не се нотира кој е тој што турка скратени постапки, ние ќе живееме со скратени постапки. Двајца луѓе одлучуваат за тоа, тоа е председателот на собранието и тоа е председателот на Комисијата за европски прашања, која еве и сега си закажа една седница, повторно за закони во скратена постапка, наместо да почне да ја координира работата врзана за скенирањето и за евроинтеграциите, зашто видете што се случува со истите комисии во Црна Гора и во Србија, ќе видите која е нивната надлежност. Се споменува со право и диалогот Жан Моне, ја стално велам дека ако ние жените пратенички и ако мажите пратеници со посредство на ОПСЕ се договоривме дека во поглед на родовата димензија немаме никакви дилеми, мислам на измената на деловникот, тогаш сите добри планери почнуваат со она што е усогласено, а го оставаат за крајот она што е најспорно. Значи, дајте тој дел од процесот што ја намерно го нарекувам Симон Вейл, да го вградиме во деловникот. Со право и во овој извештај се бара ефективно спроведување на постојното законодавство наместо ад-хок иницијативи. Зошто? Најмногу заради новата методологија, зашто оценувањето нема да биде само на ниво на законската рамка, хармонизирана или не, туку на вистинските постапки во нејзиното спроведување. Понатамо, една реченица во сите извештаи се повторува: стабилни меѓуетнички односи и спроведување на Охридскиот рамковен договор. Очекувам еднаш да прочитам во еден извештај упатство за преиспитување на спроведувањето на оној уставен принцип правична и соодветна застапеност, дали не е трансформиран само во соодветна, а оценката на правдата е оставена на една партија која што има клучно влијание во владата, мислам на ДУИ. И јас одговорно тврдам дека многу често правото е жртва на политиката и дека соодветноста механички се применува без да се почитува рамковниот принцип на стручност и компетентност. Го слушав министерот за информатика и јавна администрација многу пати за неговото балансирање, меѓутоа мислам дека знаење и незнаење не може да се балансираат и дека нам ни треба на сите
Жаклина Пешевска.